Mirnjohja Parošt për gazetarin sportiv shumë me karierë të gjatë të 3 Atanas Kostovski. Se izvinam, zavrtajte se навък. Благодарам. Јас сум еден од сите вас што во овај момент, во ова наша Скопје, Македонија, Балкан, Европа и светот сме меѓу најсреќните. Нема на земјата планета во овој момент некој да биде со најмладиот европски шампион. Сите ние сме почестени, сите сме ние во овој момент најсреќните луѓе на планетата сега. Посакува во оваква ситуација да бидат и многу мои колеги, може би со некој нов крстенак. Заслужува ова парче земја да има вакви шампиони. И благодарам. Нема да ги заборавам твоите солзи во Кочени, во мај на 25.1981 година, кога ми кажа дека еден ден, а тоа се случи во Лос Анджелес, бев еден од ретките овде од вас, кој на лице место го виде она салто, после она радост, зведнички за сите нас. И посакува вакви моменти да доживееш уште многу. Ви благодариме за убавите зборови и уште еднаш честитки за вашата награда. Продолжуваме и понатаму да го поканиме следен господинот Агин Кацаполи, долгогодишен спортски новинар и коментатор од Приштина, да го земе и да го подигне своето признание. Повелете. Стари изјуч, командуар де газетарит спортив де коментаторит Мига Косова за 3 Агин Кацаполи. Уриме паштудин. Добар поден. Кариерен тиме доби чита милијоти помој. Като било пред Антон Мазрев, значи на момиче Вихов. Još години mai lepše bude, въобще телевизионтаж, прематени спортисти до дом, тренирайте сидим как рио, на кафене, чит воду, još трасти по, имате ли спортист, где се ребята, а видите, да ви стане матлеор, штрдей, на 5 милиона. Это мы персе, бил шум преси, как они не шаман представили, вот это бил, значит, бомбар, Вариант полигдей, как это милиона, ясно не тянуло, хотели, торгули, još jedna moja nova da da kažem, čekam malo pre. Oprostite, moram na hrvatskom jer makedonski ne znam. Kad dobijaš ovako priznanje od pravog sportista, gdje smo delili sve ono što je bilo najradosnije za nas, tamo gdje smo očekivali, a možda i nismo očekivali ovo što je postigao člana Trstena, dobiti od njega ličnih priznanje, to je za mene velika čast. Još jedan put zahvaljujem za ovo i želim da u buduće Makedonija bude imala još mnogo ovakvih asova, ali treba puno da se radi do evolucije. Hvala još. Ви благодариме и вам за убавите зборови за обрекањето. Ќе продолжиме веднаш понатаму и со следната награда, па затоа ќе го поканиме почитуваниот господин Зоран Михајлов да го подигне ово признание. Честитаме.
Smenjuje tretjič газетарин Zoran Mihajlov. Съм добивал признания, съм добивал и похвалници, съм добивал и други награди. Меѓутоа, верувajte, од еден олимписки шампион каква награда прв пат добивам, па според тоа можете да замислите колку ми е мила оваа награда, која ќе стои на почесто место тамо во витрината од бројните медали. И со неја ќе се фалам пред луѓите, пред поколенијата оние што доаѓаат, дека еве, овој човек беше кој друга, дека со него се емоциите. Со него миров многу убави дерови, но тешки дерови. Ја спомна тоа за тоа не може нешто да верува. Тоа не знам дали некој го доживеал за шампиони. Да се отлагае толку 12-14 килограми за толку мал период и да се стане европски првак, тоа беше втората негова титула европски првак, тоа е нешто неверојатно. Тоа можеше да го направи само Шабан Трстена и затоа ќе речам дека Шабан Трстена е единствен спортист кој ги заслужува сите почести во оваа ваша Македонија. Исто така, верувам дека за неговите резултати се горди и албанците, зашто да ве подсетам, тој е првиот албанец што освои олимписки златен медал. Тоа е голема работа и според тоа баш и предславено со Агим разговаравме и тоа е дел од историјата и на албанскиот народ во овие наши простори. Кога ми се јави предславното Агим да запомни мој драг колега од Приштина и го рекол дека тука дека доаѓам, веднаш бев среќен и пријатно изненаден дека е дојде на овој чин со кој што му изразува уште еднаш почит на големиот мајстор во душата Шабан Трстена, човекот со кој што сме видале не денови, години и со кога сме се радувале на постигнувањата, како што се радувал тој, како што сум се радувал јас, гледачите и целиот народ во оваа наша Македонија, порано Југославија, зашто тој беше спортист на таа голема земја со 22 милиона прогласен за најдобар спортист, а тоа мора да признаеме дека во една спортска земја, во една спортска нација е огромна работа. Затоа жаламе честити за се оно што постигна, генерациите ќе ги знаат своите резултати. Ти убаво рече во Тетово кога се проектираше твојот филм, кога не беа дојдени оние што треба да дојдат од политичкиот врв на Тетово, ти убаво кажа, тие сега се на власт тука, утре ќе ги нема. Меѓутоа Шабан Трстена вечно останува, неговото име и после 100 години тие што ќе отворат историјата на Олимписките игри, ќе го сретнат и ќе видат дека Шабан Трстена бил олимписки шампион во Лос Анџелес и дека бил вице шампион во Сеул. Покрај тоа има бројни победи во над повеќе 700 борби. Речи си сите беа победи, ретко се случуваше така. Уште еднаш честити, благодарам се на има, долго живот и да се наоѓаме само на кафе, да се прави на Ви благодариме многу уште еднаш честитки за признанието. Одиме понатаму со уште една личност која ќе го добие ово признание, па затоа ќе го поканиме долгогодишниот спортски уредник и коментатор на македонската телевизија, господинот Горан Јуковски. Повелете. Остари катар shkon për udhëhecjen e redaktisë sportive në Radio-Televizionin e Maqedonisë, kanalin e Gjuhën Maqedonase, Goran Milkovski. Благодаря много. Наистина импресивно беше да се слушна твоите
поранешни долгогодишни колеги кои што прв пат ме влегол 90-та година во спортската редакција на Македонска телевизија и затекнат во тогашните простории, а потоа долго време бев на олимпијади, европски и светски првенства. Се разбира, би сакал не само да се повторувам, ќе биде секако непотребно, а и нивните импресии кои што ги имаат од времето кои што јас сум бил ученик и сум читал, сум слушал, сум гледал, сум се восхитувал, сум имал инспирација на делата кои што ги правил Шабан Трстена на олимписки игри, на светски првенства, на европски првенства, се секако како што јас сум доживел, секако и сите други кои што се она условно речена помлада, па веќе оди кон средна генерација. Јас само ќе додадам дека Македонска телевизија од секогаш ги пренесувала големите настани. Ние имаме сега еден многу помлад, да кажеме, тим, кој што некогаш бил пред 30 на години со тука нам присутните драги колеги Атанас Костовски и Зоран Михајлов. Се обидуваме да го следиме трендот, иако имаме голема конкуренција во приватните телевизии, не ги оставаме олимписките игри секако. Се надеваме дека тука и председателот на Македонскиот олимписки комитет ќе имаме повторно шанса да се радуваме пред се на остварени норми, дај Боже да биде во борењето, но и во некои други спортови, може би во Токио, Париз, Лос Анджелес и така натаму, и дека ќе се радуваме на медал, па ако биде златен, се разбира дека нема да биде никој посреќен, одо што нашиот Шабан Трстена, кој што сигурно дека најпред ќе му честита на тој олимпиец кој што ќе дојде до такво нешто. Да не должам долго, само да кажам дека мојата прва олимпијада беше последната на преварувачка за Шабан Трстена, 96-та во Атланта. Се надевал, се молев, како и сите наши кои што беа тогаш присутни и моите колеги и председателот на Олимпискиот комитет и Шабан Трстена дека ќе го видам на пиедесталот. Неправда се случи што се случи, беше петокласина, меѓутоа тоа беше ето моје прво искуство и уште да завршам. Многу ми е било што иако не успеав да го следам, затоа што сум бил многу помлад во неговите најголеми успеси, 80-тите години, многу ми е било што станав многу добар пријател, со кого имаме слични размислувања за спортот, еден би го нарекол слободно стимулатор за сите спортисти, еден коректор на она што е случило во спортот, што чини, што не чини, што треба да се постигне, што не, еден лидер кој што на сите наши спортисти и тренери, спортски работници, спортски федерации може да биде само од корист со неговите сови. Шабан, благодарам и се надевам дека уште многу време ќе се дружиме, а нормално овој спортски Оскар, овој олимписки Оскар оди во канцеларијата на Македонска телевизија, каде што многу генерации на спортски новинари даде свој принос. Благодарам. Честитки уште еднаш и ви благодариме за вашите зборови. Доаѓаме до последниот петти златен олимписки Оскар кој што денеска ќе биде доделен, па затоа ќе го повикам господинот Стапет Адеми, спортски уредник во телевизија Алстат, да ја прими оваа награда. Oskar je tudi Torjomo Pakiren Fišom i dedikuje svirišnje redakcije sportive, su 305 Ademi, dot pranoj k somir njohja nemar të redakcije sportive të Alsatma. Арите, че твој парцијален е што хапите авионе да лети Шабан Трстена, а што ќе не види кога ќе ги двор е подпунта бобен на разговори ќе чина проблемот да авионе да лети, но легенда се дјал спортиве шикаре, тој момент не има да качира проекта шикаре. Ние како спортска редакција, најмлада во Македонија, сме горди на тоа што сме успеале да пренесеме дел од сите активности кои Шабан Трстена ги имаше во последните години. Ви благодарам многу. Тука некаде се приближуваме и кон крајот на настанот, да ќе дадеме завршен збор, нели, за да не поздравите сите што сме тука, но рете и ние да ви заблагодариме за вашиот ентузијазам, за сите ваши иницијативи, сето она што веќе колегите го спомена, за тоа што и сега давате максимум од себе за нашиот спорт. Се надевам дека со убава енергија и со добро здравје ќе се видиме повторно и веќе следната година на оваа прекрасна манифестација. Disney Disney besoj
që do të mbeten në kujtimet se gjithë juve, është bukur kur shohim emocionet të tilla që dalin mbrojnë edhe nga shpirti sportiv, sepse gjithmonë shohim garën dhe anën luftarake, po shumë rrallë anën emocionale të sportit. Besoj ky ishte një moment shumë sublim. Këtu besoj do ta përmbyllim pjesën oficiale, zoti Shaban Gjestena ka për të me siguri edhe fjalën përshëndetje. Dobro, вече завършихме, вероятно се продължава и другата година. Вероятно има и много от вас тук, ще бидат наградени за Олимпийски Оскар. Дай Боже да сме здрави и живи, дай Боже да имаме резултат и успех и нашите спортисти за идната година. Мислам дека ова беше све сега за сега. Фала уште една, со големо срце ви благодарам све што додете и медиумите и спортски новинари, посебно представителот на Олимписки комитет. И наравно дека вие така ќе бидете тука што ви напред, ќе бидете стално до Господ ви даде живот. Ви сте, како што реков, делот на ова мој спортски живот. Shpresoj që edhe viti na shumë shumica e këtina që jeni këtu të pranisëm, keni me qenë edhe jo të